Добар ден, почитувани наши гледачи. Добар ден и денеска од Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Дракче. И денеска сме овде само заради вас, за да ви направиме едно убаво кулинарско шоу, но и да ви презентираме еден брз рецепт кој што можеби веднаш ќе си го направите, затоа што нашите рецепти се брзи и вкусни. И денеска, како и секој пат, ги поздравуваме нашите покровители, односно пријателите од Стокомак. Ајде да ги поздравиме пријателите од Стокомак и да погледнеме дел од производите кои што ги има на нашата витрина, односно тоа се еден мал дел на производи, но кога вие ќе ги посетите маркетите на Стокомак, ќе си најдете се што вам ви е потребно за вашето домаќинство. Ете, тоа се малобројниот дел од производи кои што ги гледаме на нашата витрина, нашата масичка, рековме дел се и во нашиот фрижидер, но она што вам ви е потребно ќе си го пронајдете во маркетите на Стокомак. Да ги поздравиме Стокомак и за новата линија на продажба, така наречена македонка, обоена во црвено. На рафтовите се залепени налепници со македонка и вие со тоа можете да ги лесно препознаете и да си купите производи со македонско потекло. Купувајќи ги производите македонка, го стимулирате и македонскиот производител. Еве, поздрав за македонските производители и за оние кои што пак најмногу треба да ги поздравиме, оние кои што се на нива, оние кои што ги произведуваат зеленчуковите растенија, овошните и се она што нам ни е потребно за исхраната. Значи ги поздравуваме нашите производители, ги поздравуваме Стокомак, вас како гледачи и јас денеска ќе испратам еден посебен поздрав, овој морам да го испратам, за нашиот Игор Блажевски, кој што редовно не слика од ТВ екраните, инаку е момче кој живее во Крушево и работи во куќата на Тоше, еве во музеот на Тоше. Го поздравиме Игор и неговото семејство. Време е да представам кој е нашиот гостин за денеска и морам да кажам дека тоа е една моја долгогодишна пријателка. Ја познавате од екраните, водител, новинар, уредник и веќе подготвува и своја книга. За сето тоа ние ќе раскажуваме во текот, додека готвиме и ќе муабетиме. Едноставно, мојата и ваша Милева Лазова. Добре ми дојде. Добро ве најдов. Ми дојде, баш ми е мило што си заедно со мене. Како си, Милевче? Одлично, како може да бидам. Цветно, убаво, како за пролет. Така, благодарам, како може да се чувствувам покренели ваква емисија, каде што е се насмејано, весело, се готви, се пее и така. Се е весело, така и кај тебе многу пати нели во твојата емисија. И знам дека и денеска ќе готвиме, ќе муабетиме за сето она што ти го работиш. Ете така. Ќе направиме проја по твој рецепт. Така. Обично проја кога правиме овде, Милевче, сите ми ја бараат рецептата. Така. И сега верувам дека и твојата. Бидејќи е малку подруга од досегашните што ги имаме правено. Токму така. Јас почесто нели за викенд така. Дома ја правам таа проја на мој начин. Така да, еве сега и на гледачите ќе им покажеме како ја правам јас дома. Како ја правиш дома. Јас ти подготвив и убава цветна престилка. Да ти биде убаво. Ајде, повели. И ќе започнеме со подготовката на пројата. Мислам дека малку ќе е мачна, можеби. Ајде и преку раката. Добро. Малку помодерна сега. Така. Ете така. Сепак ти личи, многу ти доликува. Така. Добро. Повели од оваа страна. Добро. Ајде, јас ќе бидам тука и ќе почнеме со нашиот муабет, оној кој што треба да си го правиме. Така. Значи, што прво поставуваме за самата проја, како ја подготвуваш ти дома, сега така ќе одиме со подготовките ред по ред. Што поставуваш ти? Прво јајцето, нели? Го кршиме. Добро. Го матиме малце. Добро. Едно јајце додаваш во самото, ова ќе биде тестото, така? Да. Добро. Значи се си ставаме поред. Прво нели јајцето го матиме. Потоа ги ставаме палентата.
Ченкарното брашно. Молчам за да не ти изгрешам. Да, Јас ќе Урдата. подготвам нашата тепција или Лека пекче, по лека. како го нарекуваме. така. Така. Вака се помалку вака. Сега семки од тиква ставаме малку. Имаш еден куп семки, семки од тиква, Да. семки од сончоглед, Да, ленено. чија семе, ленено семе. Го збогатуваат вкусот, така? Но и се така. хранливи. Добро. Еве. Одлично. Повторно, нели? Се промешува. Да. Мислев полесно ќе ти биде со течноста, но некако ти дојде. Не, Добро, си го со ред, имаш со ред, редот. да, да. Пецивото. Да, пецивото да не го Прашам заборавиме, за пецивото даваме. пошто битно е, нели, за да си нарасне Така. малку. Добро. Умешно и по ред. Така. Добро. Сега буковец. А малку да буковка, ставиме. ќе додадеме буковка. Повлечи ги танирчината само настрана за да те следат Така, камерите. добро. Ете така. Што се подготвуваш да се види. Ете, браво. Знаеш ние како е нашата работа, мора да внимаваме и она камерите да не следат. Така Мене постојано ми викат колегите, гледај во мониторот Дракче, а јас гледам во рецептот. И што да правам кога треба да внимавам и на шпоретот, и на гостинот, и на рецептот, и сето тоа. Додадовме и буковка. Да, и буковка додадовме. Сега, не знам, ако е солена урдата, значи малку сол Можеме да ставаме. додадеме и Да. сол, повели, Сосем малку. со златно лажиче. Така, Така, малку само. ете, добро. Така, и на крајот го ставаме киселото млеко. Потребно ли ти е масло? Сосем малку ќе ставиме. Ова до крај ќе оди. Сосема малку. Добро. Добро. Ако не те отворам, имаме и друго. Без оглед, масло има. Потребно ли ти е плюс? Не, Добро. доволно е. Одлично. Се сето убаво нели ќе се измеша. Ако е густо, многу можеме да додадеме малце јогурче или водичка, без разлика дали ако имаме дома јогурт, ако не, со вода може. Јас ќе ти подготвам при рака, за да имаш. Да. Добро. Може да ми дадете малку јогурче. Мораме убаво да го измешаме, затоа што имаме многу ставено, нели, продукти внатре. Намирниците. Да. Повели. Внимавам заради рецептот, додека ги поставуваш, за да те запрашам, ете како е, ти работиш во ТВ Сонце, на една твоја емисија, Исконски думи, така ти се нарекува, и многу интересно е затоа што ги поттикнуваш македонските вредности. Токму така, значи таа Исконски думи се, нели, како моја авторска емисија во која што ми гостуваат луѓе од уметноста, од културата. Почесто, нели, интервјуа правам со пејачи, македонски пејачи. Изведувачи на народната песна. Така, може и, нели, и од забавната. забавната, секако дека и таа нели, треба да се обрне внимание и на забавната македонска музика, бидејќи ние во телевизија Сонце пуштаме исклучиво македонска музика. Потоа исто одам и на терен, како велиме ние, значи ако има некоја интересна, убава изложба, промоција на книга,
Така да... И новинарството на терен. Значи, она што е Так. потребно да се прикаже во јавност. Да. Доколку нели станува збор за изложба, сепак треба да се биде на лице место за да се нели и доловат и тие изложените предмети што се. И сега кажи ми малку повеќе за твојата книга. Сакаше да вложиш труд кој што одзема многу време, да се сеопфатно улови баш се, Така. и да не пропуштиш ниту една личност која што мислеше дека треба да биде во таа етноризница. Така Токму е така. насловена. Токму така. Значи, тоа е, тие интервјуа се дел од времето кога работев како новинар во неделникот Македонско сонце. Далечната 99-та година почнав да работам во неделникот и тогаш во нели културната рубрика почнав нели со интервјуа и што сум исклучиво горда што бев една од меѓу последните кои што ги направија интервјуата со легендарните Васка Илиева и Александар Сариевски, Вања Лазарова исто со Есма. Така да после толку години, еве, тие не се нели меѓу нас. И би сакала тие да ги нели тие интервјуа да ги ставам нели на лист хартија, да бидат како сега тоа ќе биде трајно. напишано. Она е чувството Токму кое така. што визуелно го имаме овде, значи пред екраните, а ваму во книгата треба да се Така. пресликаат чувствата. Токму Што така. е многу значајно исто да се одберат вистинските зборови. Токму така, значи тие ќе бидат исто нели и ќе има застапено интервјуа кои што и мислам се живи нели пејачите, не се само тие кои што веќе ги нема. Ние се помеѓу нас. Да. Така. Така да и тоа се ќе биде проследено со фотографии. И Браво. во тоа време се ги сликавме нели со фотоапарат, па после ги подкрепено правевме. со фотографии Токму така. и во делот Да, на тие да. интервјуа. Сега Има ли може некоја нова да интервју наставиме? што ти донело ете така посебни емоции? Па има, стално спомнувам, значи, пак и за Васка Илиева, и за Сариевски, како и за нашиот Тоше. Ете, накратко ќе кажам, значи, со Васка Илиева беа меѓу првите нели, интервјуа кои што јас како новинар ги правев, тогаш бев доста помлада. Малце имав и трема, сепак треба да направам интервју со познати Личности, легенди. така. И тогаш немаше мобилни телефони, ги најдов нели броевите домашни што На се статични, фиксни, да. така. Се јавив и прво отидов кај Васка Илиева дома, така, малце со страв, како ќе таа ме беше прими. непосредна, била во незиниот стан во токму аеродром, така, да. прекрасна личност. Да. И веднаш- природен музеј, каде Токму можеше да се видат и незините лични изработки од гоблени, токму од така. везење на кошули, елеци. Сигурно си направивте убав муабет. Убав муабет, ме пречека баш она како македонска домакинка. Така. Значи, ми ствари кафенце, ме послужи со нејзини колачи што ги направила за мене, како гостинка, Така. да ме пречека. Таква И беше. прво си направивме така, што се вели муабетче, пред да почнеме да го правиме нели интервјуто. Ми кажа се за нејзе и за тоа за песните што ги пишувала, но во тоа време не смеело да се каже дека се нејзини песни, па Била како народен собирач на така. народното богатство. Да. Знам многу интервјуа јас направив и многу пати во незиниот дом, тетка Васка наша омилена. Така, може да ја Си ја уклучиме спомнам. редната. Уклучена е, Да, веќе уклучена, Добро. така е, се е тоа подготвено за Така. тебе. Само да ги поставиме. Додаваш ли семки од озгора? Да, Добро. обавезно. Ќе додадеме семки. Само едно ноже ќе ми треба. Ноженце? Да. Добро. Ноже, не те слушнав. Добро. Повели.
внимавам овде. Да. Првен, нели, вака ќе ги ја засечам. подсекнуваш. Да. Досега не сме ја подсекнували, јас дома не. Еве сега ново искуство. Така. Добро. Чуто како парченца, нели? И можеш да ја свртиш кон камерите, да ја погледнаш. Да, сега само Добро. да ставиме од озгора Од семките. малце од чија семе. Некогаш ако имам и сусам ставам. Имаме доволно сега, ај нека биде поинаку. Да. До сега со сусам посипувавме, сега нека биде со чија, со Така. сончогледово, ленено. Имаме секакви семки. Да. Може и ова уште малце вака ќе ставиме. Ќе добие многу поинаку вкус и шаренило. Така. Добро. Доволно. Ќе ни треба за ова. Еве, сега можеме да ја печеме. Можеме да ја печеме, внимавај само малку. Ајде, повели. Така, ајде со среќа. Така. Кога ја печем и левче, јас им велам на гостите уметници да пеат. Тавчето Така. ми се радува. Ти си подпевнуваш ли кога пеат кај тебе гостите? Па си подпевнувам, мада не сум, немам сме- некој глас. Да, но тоа не е за гласот. Да. Битно е да се Да. чувствуваш весело, Инаку расположено. сум, да, така, сум. Ја нели? сакам многу музиката, значи и сакам и да играм, сакам и да пеам. Така. Особено на овие македонски стари песни што ни се од, пак ќе кажам, нели, од легендите наши. И Така да. убаво се чувствуваш, Да, така. да. Сега ќе одиме со рецептот на денот. Ајде да го прочитаме рецептот на денот и да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Проја, 500 мл кисело млеко, 200 грама палента, 100 грама пченкарно брашно, 200 грама урда, една кесичка пециво, една лажица буковец, една лажица семки од тиква, една лажица семки од сончоглед, една лажица ленено семе, една лажица чија семе, малку сол, малку масло по потреба и сусам за поросување. На овој пат ние си додадовме од семките што овде ги имаме подготвено. Ти благодарам што беше вредна да си ја средиш масичката додека читав јас. За Ева, и другиот. без престилка да ни подготвиш, рече, сакаш и една Така, лесна салата која би одела со пројата заеднички. Така, како прилогче, нели, Како прилог. со пројата, да. Ки си започнеш, еве ти ја брокулата, јас да дзирнам, само да погледнам дали Дали ни е готова? И мислам дека... малку ќе ја подотворам, Така. за да не направиме грешка, да ни се прегори. Имаш ножиња две, која ќе си го одбереш. Значи, брокулата ја сечеме на ситно, што е можно поситно. Сега мирисам на проја. Лицето, вратот се ми мириса на проја. Ете така, брокулата ја се. Мислев ќе ја кршиме, но ти ја сецкаш, добро. Ја сецкаме, значи, што е можно поситно. Добро, додека си ја ситнеш, јас ќе те запрашам и за она ми кажа дека ете од нашите легенди и господинот Александар Сариевски Токму така, беше да. да направиш интервју и со нашиот Тоше, кој ти оставија како голем впечаток? Исто, значи, како што спомнав и со Васка, така од тие години, мислам, беше 2000-та, 2001 година. И закажавме, нели, интервју со господинот Сариевски. Одам јас тамо, нели, кај него дома. Летно време беше, звонам на врата, слушам гласови од натре, никој не доаѓа. Пак звонам и од таму Сариевски. Аман, вика, доаѓам, вика, што си се раздзвонила, вика, толку. И така да, мислам, сакам да кажам, пак и он беше како народен човек, шалџија. Да, сакаше да се нашли да. Ајде, подвикни оти кучето лае. Така е. И тоа, значи, Интересно. супер ме примија со неговата сопруга. Во исто време беше и нашата колешка Валентина Георгиевска Парго. наша Вале. Да, тогаш со нејзе се запознавме и со неа
многу ми излезе во пресред понатаму, затоа што јас на почетокот бев, нели, како новинар, она веќе беше со искуство и после си споделувавме, нели, информации и така како што и треба, колегијално. Така. Потоа, значи, за Сотоше, мислам, многу со години со неговата менаџерка се договаравме за интервју и никако не можевме да стигнеме. И тоа, мислам, жално е што се случи тоа. Значи, покрај тоа што кај беше, нели, последното интервју кај една наша колешка, можам да кажам дека и моето беше едно од последните, затоа што јас преку мејл му пратив прашања, он ми ги одговори, стаса во понеделникот прашањата, мислам, одговорите негови, а тој веќе во вторникот погина. Веќе загина. Да, загина. И така да после, тоа беше после на насловна страна на весникот и така. Исто и со Петранка Костадинова имам интервју, па и со живите Блага Петревска, Виолета Томовска и ред други исто така и со твојот сопруг, Орцеј, имавме многу убаво интервју. Ти сакаш ли ракавичките да ми ги подадеш? Значи, сепак и со живите легенди и со веќе оние кои што не се помеѓу нас. И затоа сакам, ете, сите тие интервјуа. За да можам да ја... Можеме да ја изнесеме веќе и да ни се подогоди. Да. Тоа веќе од страна која се гледа, нели, дека е веќе готова печена. Штом се одвојува така, велеше и мајка ми. Така. Одиме со... Тоа е знак дека е готова печена. Добро. А ја покриваш или не? Вака стои? Не, стои така, да. Во меѓувреме ја издробивме брокулата. Сега ќе ставиме павлака. Рече таа посебна салата која си оди како прилог со... Да. Оваа салата ја имам пробано на една свадба и многу ми се бендиса и така да сега често си ја правам и дома. Веќе ја од домаќини. Да. Убаво нешто. Јас го повлечам. И повторно пак си додавам нешто и мое. Кога треба да излезе во печат твојата книга? Па се уште не се знае, значи уште е во подготовка. Уште собираш така податоци кои што треба. Треба и сликите да ги најдам, што сум се сликала со нив, бидејќи нели спомнав тогаш немаше, мислам, нели дигитални така, туку моравме нели со филм беа апаратите, па требаше да се развие тој филм, нели, и така да ќе треба и тоа. Како и да е, ќе биде. Ќе биде, да. Ќе биде. При крај, но се знае како треба, тоа си е процес, треба да се Знам, јас издадов повеќе од 14 книги, така да мене тоа се ми е јасно. И еве ги 4 за подготовка. Но ќе бидат кога човекот се труди, ќе си биде она што го има замислено. А ние ќе имаме чест да бидеме на промоција. Да, секако ќе бидете поканети. Така, ќе бидете. Ставивме, значи, мајонез малку, павлака ставивме, брусница и еве, што ми остана семки. Семките што остана од пројата, добро, да ги искористиме. Да. Сега по желба може некој да се стави и копар, зависи. Кој како, ако може да го јаде копарот, ако не, може и вака е вкусна. Одлично. Значи салатата е тука, готова. Браво. Или ако ја немам салатава, дома со ајварче си јадат летно време. Ова може и со сиренце, и со јогурт, само без оглед, нели? Пројата е јадење кое што може да се комбинира. Јас сакам да ти ја расчистам масичката, за да можеме да го поставиме рецептот на денот. Ете така. Готова и салатката. Само да ги повлечеме. Добро. И ова салфетче да забришеме малку, како вредни домаќинки. Добро. Одлично. Јас ќе ти додадам сега и самото тепциче, за да биде сето тоа поставено. И танјачињата.
Беше вредна домакинка, да ти кажам. Се потрудив. Се потруди да биде. Ја повлеков јас. Ке сакаш ли една од даските? Ете така. За да можеме да ја поставиме. Топло е на масичката, иако мислам дека трпи топлина. Повели. Така. Еве ти сега ноже. Да исечеш едно парче. Иако сум и јас од медиумите, ама овој пат имам трема, затоа што требаше да готвам и не знам сега дали ќе го... Поинаку е реков во ова... Така, дали ќе го бендисате. Ке ти дадеме ли петка? Ајде, Да. ке ти го придржам плекчето, бидејќи е топло, не можеш да го држиш. Така. Повели. Не знам се колку би можела, Можеш и сама. односно да извадам едно парче. Уште е топла сад. Да. Може ќе се како е? раскрши. Дали имаме некоја како... Шпатулка ли сакаш? Добро, ќе ти дадам шпатулка. Тука некаде. Ајде. Повели. Полесно да биде. Првото парче секогаш е тешко да се извади. Затоа што и внимаваме да не го растуриме. Без оглед, добро е. Добро е, еве, се уште таа си дими, како што вика. Ете, браво, одлично. Уште едно ќе извадиме. Добро. Сега е полесно. Веќе првото парче кога ќе се извади, за второто е полесно. Да. И сега, значи, книгата ја прибираш, се подготвуваш за промоција, тоа ти се твоите импресии. Сигурно имаш подготвено и многу интервјуа сега за наредната сезона. И така, тоа си тече, нели како што треба да тече. Добро. Веќе со исконските думи, скоро 10 години ги реализирам емисијата. Си тече како што треба да тече. Добро, ова го повлекувам. Ќе го свртиме плекчето на таа страна за да го снимаат камерите. Колеги, има и за вас. Колеги, има и за вас. Еве вака. Да. И можеме и од ова како прилогче. Како прилог, ајде. Задачата е твоја. Браво. Одлично. Ете, уште една. Можеш и од другата страна да ја поставиш. Браво. Петка имаш за рецептот. Одлично, Пети, иако викаше дека се имаш трема, но јас мислам дека ова ти навистина го направи перфектно. Ќе се согласат и домакинките дома и ќе ни ја бараат рецептата пак да ја направиме и тие да ја направат дома. Така. Има ли нешто да додадеш што јас не те запрашав, а сакаш да го кажеш во овој момент? Бидејќи сме на самиот крај од нашата емисија. Благодарам што ме повикавте да бидам дел од твојата емисија, да готвиме заедно. Убаво е што има вакви емисии за да гледачите си се релаксираат, па и да си научат некоја рецепта, па и да си приготват дома. Лесно и убаво и вкусно. Така. И како и да е, мислам, ние се разбираме, водителките што сме, од забавен карактер, емисии, кај мене, ќе се релаксираат со гледање и со слушање на убава музика македонска. И тука пееме. Така, разговорче. Да, па тоа е, така, тоа си иде во комбинација. Кај тебе е исто. Со песна и музика. Музика и песна. Велам, рецептот поубав ми виднува кога пееме. Ти не можеше да ни запееш, но може би наредниот гостин ќе ни пее. Може. Ете така, тука сме пред самиот крај. Ти благодарам уште еднаш за приубавиот рецепт. Ке го ние вкусиме подоцна, бидејќи е навистина топол и не сакаме да се гориме, а јас ми останува само да ви посакам, драги мои, многу здравје, многу среќа, многу љубов. Сакајте се, сакајте ги ближните и оние кои што ви се во мислите. Пробајте го овој рецепт, направете го затоа што е лесен, затоа што е вкусен, а мене ми преостанува да ги пратам сите бакнежи за вас и како ви велам, ве сакам. Поздрав и од